Почитувани, преку лажни вести, дезинформации, деструкции, Христијан Мицковски се обиде да ги ослабне државните позиции во односите со Бугарија. Мицковски лично присуствуваше на Конгрес на Европската народна партија, каде премолчено се согласи на резолуција која ги промовираше бугарските позиции. Лажеа Мицковски и ВМРО ДПМН дека со решавање на прашањето со Бугарија ќе се загрозел идентитетот и јазикот. Ја плашеа јавноста дека народот ќе се асимилирал, а државата ќе се бугаризирала. Со таквото срамно однесување, Мицковски се обиде да ги наруши државните позиции и националните интереси. За среќа, таквите негови обиди пропаднаа. Владата предводена од СДСМ и премиерот Ковачевски во решавањето на спорот со Бугарија се водат исклучиво од националните интереси и црвените линии поставени од резолуцијата усвоена во Македонското собрание. За македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската историја и посебност нема да има никакви преговори со било кого. Откако не успе обидот на Мицковски да ги сруши државните позиции, време е тој да смогне сили и да им се извини на граѓаните. Нацијата очекува негово извинување. СДСМ, како и досега, продолжува да бара решенија за евроинтегративниот процес со целосна заштита на македонскиот јазик, македонскиот идентитет и нашата посебност. Ви благодарам.